Najvažната љубов во животот е љубовта кон себе си. Од тука, начинот на кој се однесувате и постапувате кон себе си го одредува начинот на кој се однесувате, зборувате и постапувате кон другите луѓе. Важно е да се напомене дека степенот до кој се вреднувате и сакате себе си има огромно влијание на се во вашиот живот, на вашите одлуки, на вашето однесување, како и на вашите односи со другите. Затоа е многу важно целосно да се прифатите себе си и да се однесувате со повеќе љубов и нежност кон себе си. Запомнете дека ако вие не се сакате самите себе си безусловно, ничија друга љубов нема да ви биде доволна. Исто така, се додека не се прифатите себе си целосно, нема да можете да им давате искрена љубов на другите. Вистината е дека можете да ги сакате другите луѓе само до оној степен до кој се сакате и се прифаќате себе си. Кога ќе научите безусловно да се сакате себе си, ќе имате љубов во изобилство. Тогаш таа огромна љубов ќе се манифестира во сите ваши одговори, постапки, како и во вашиот однос кон другите луѓе. Неприфаќањето на себе си и на другите околу вас создава внатрешна тензија во вас, која е резултат на внатрешен конфликт. Овој внатрешен конфликт е формиран и одржуван од страна на вашето его, кое се состои од сите ваши верувања, мисли и идеи, наметнати од другите, за тоа како вие треба да се однесувате во општеството. Од тука, вие се гледате себе си и светот околу вас преку призмата на овие најчесто непроверени верувања стекнати од другите луѓе. Земајќи го ова предвид, вашиот став кон животот, како и вашите постапки, се резултат на овие верувања стекнати во минатото. Например, ако вие верувате дека не заслужувате да бидете сакани, тогаш несвесно ќе им дозволите на другите да се однесуваат кон вас на начин кој ќе го потврди ова ваше длабоко верување. Истовремено, ако не се сакате доволно себе си, на тој начин ќе се однесувате и кон другите луѓе. Например, нема да ги слушате другите со целосно внимание или нема да им покажувате доволно љубов и почит. Како што истакнува Сидни Харис, изненадувачки е колку многу луѓе го живеат животот без да забележат дека нивните чувства кон другите се во голема мера одредени од нивните чувства кон себе си. Затоа, ако тие не се задоволни со себе си, не можат да бидат задоволни и со другите луѓе. Важно е да се разбере дека вашето сопствено верување за себе си честопати е нечие туѓо мислење кое сте го вградиле во својот систем на верување. Од тука, важен чекор во процесот на самоприфаќањето и љубовта кон себе си е токму ослободувањето од туѓите мислења за вашата личност. Само преку донесување свесна одлука да не дозволите мислењата на другите да ви го обликуваат вашето мислење за себе си, ќе успеете да се сакате и цените себе си токму онакви какви што навистина сте.